слушање на дневникот на Канал Плюс телевизија. Добро вечер. Започнуваме со најава на дел од содржините. Православните христијани денес го празнуваат споменот за светата великомачиничка Марина, кај народот позната како Огнена Марија. Виница летово нема проблеми со квалитетот во водоснабдувањето, но има проблеми со наплатата на водата. За 15 на дена треба да започне бербата на сината слива. Во Малешевијата пролетните мразеви го уништија родот со вишни сливи. Во првите 4 дена од објавувањето на листата со спорни гласачи на Државната изборна комисија се пријавиле само 397 граѓани да ги коригираат своите лични податоци. Најмногу спорни гласачи има во општина Чаир, Сарај, Тетово, Гостивар и Куманово. На списокот има 39.502 спорни гласачи кои до 19 август треба сами да се пријават за да се регистрираат за гласање. Потоа во рок од 10 дена ДИК ќе може да направи дополнителна проверка дали приложените податоци се точни и да побара пријавеното лице да се појави лично или преку видеоврска. По многу години неизвестност и живот во Дивоград би жителите од населбата Камењар во Пробиштип конечно можат да здивнат. Околу 300 куќи во оваа населба се легализираат согласно законот што го донесе владата, со што на жителите им се овозможува поквалитетен живот. Жителите во населбата Камењар во Пробиштип во иднина нема да стравуваат како ќе живеат во нивните куќи кои досега беа надвор од урбанистичкиот опфат. Тоа им го овозможи новиот закон на владата за легализација на дивите градби. На овој начин само во оваа населба се легализираат 280 куќи. Тоа се исто толку семејства кои во минатото имале диви градби, не знаеле кога можат да им се срушат, не можеле да ги употребат за кредит или да ги остават како залог или да ги надградат и сето тоа да биде легално. Денеска тоа е возможно, нивните куќи се легализирани и сега влегуваат во нова фаза, а новата фаза е урбанистичко уредување. Кога имате легализирано куќи, тогаш градоначалникот е во можност да интервенира со општински средства и да го оплемени просторот, да ги направи потребните инфраструктурни работи, така што во тој дел околу 500.000 евра се инвестираат во моментот на градба на поголем број на улици, кои што ќе го подобрат квалитетот на живење на граѓаните во таа населба. Ова го истакна председателот на ВМРО ДПМН при неодамнешната посета на Пробиштип за време на поставувањето на камен темелник на нова леарница во овој град. За жителите од оваа населба легализацијата ќе значи многу поквалитетен живот за разлика од досега. Сега немаш улици? Немаш. Сега почнаа ќе прават. Добро е за жителите. Добро е ова. Молим? Добро е за жителите. Добро е. Да, добро Колку е. време чекавте нови улици? 60 години, 50. Као газев? Од 83-та ако се сели тук. Немаше улици. Па немаш, сак почнаме. Као до колено? Као јас искорував там колата од кај конфекција се доваѓал на сенџири на ланци. Па ставам ги ланци за као ги купува. Па одеј немаше, после пробија ова. Се плаче народот, да се плаче, али ете, граде се, ова е било без пут. Не е имало, дека ни народ не е могало да оде ни никој. Во Пробиштип последните неколку години е присутна жива и динамична градба во комуналната инфраструктура. Се градат улици, мостови до селата и парк во центарот на градот. Пробиштип го менува ликот благодарение на ангажманот на градското раководство, но и со средства од владата. Виница летово нема проблеми со квалитетот во водоснабдувањето, но има проблеми со наплатата на водата. Дополнителна кочница е немањето нотар, како и неработењето на најголемиот стопански потрошувач Трико. Немањето нотарски услуги во Виница повеќе од половина година се одразува и на работењето на комуналното предпријатие, а за нив голем финансиски дефицит е и неработењето на неголемата фабрика за долна облека Трико како најголем потрошувач на вода. За околу 120 водокорисници деновиве започна спроведувањето мерки за исклучување од водоснабдителниот систем.
Наплатата ни се движи некъде около 75% моментално. Денови очекуваме по-голем прилив на средства со доаѓањето на нашите иселеници кои што се на превремена работа во странство. Исто така преземаме активности со исклучување на оние нередовните плакечи на сметките за вода и за комунална хигиена. Моментално нашите екипи се на терен, одат по куќите, вршат еден вид присилно наплаќаат средства се со цел да можеме рентабилно да работиме и да ги даваме нашите услуги на оно потребно ниво кое што го очекуваат граѓаните од нас. До сега тужби не се пуштени повеќе од 6 месеци бидејќи немаме нотар, а не можеме да користиме нотар од другите општини и во голема мера ни падна процентот на наплата, бидејќи луѓето знаат дека не можеме да тужиме. Меѓутоа, со воспоставувањето или со одбирањето на нов нотар, веднаш ќе почнеме со утужување на сите оние наши должници кои што не ги плаќаат редовно сметките. Минатогодишните проблеми со водоснабдувањето се надминати, бидејќи потрошувачката на вода е намалена, а квалитетот е на задоволително ниво. Во однос на квалитетот на водата во град Виница немаме никакви проблеми. Квалитетот на задоволително ниво согласно правилникот за безбедност на водата за пиење. Секојдневно анализите што ги вршиме тука покажуваат резултати кои се во однос на параметрите по правилникот одговараат на водата за пиење, додека во селските населби каде што стопанисува јавното предпријатие, тоа се Јакимово, Пеклени, Трсино, Трстија, со местењето на клоринатори со насочева енергија, квалитетот на водата се подобри, така што бактериолошкиот дел е секој пат сега добар. Ако во 2000 година се трошија по 6000 метри кубни вода дневно, сега во овие летни месеци се трошат по 4000 метри кубни или месечно околу 120 до 130.000. Грубата калкулација сметана по број на активни жители во градот и населените места приклучени на централниот водовод е околу 400 литри дневно по жител. За 15 на дена треба да започне бербата на сината слива. За разлика од Малешевијата, каде што пролетните мразеви го уништија родот со вишни и сливи, во Штипско сината слива со рекордни приноси се очекува да се наберат по 20 тони од хектар. За 15 на дена треба да започне бербата на сината слива која во источниот регион зафаќа површина од неколку стотици хектари. Родот во Штипско-Карбинскиот регион, односно на површините на земјоделската задруга овоштара од Аргулица, се проценува на околу 20 тони по хектар. Што се однесува на нашите површини, очекуваме некаде до 20 тони по хектар. За разлика од Штипско, во Малешевијата родот потврли, односно беше уништен од пролетните мразеви, поради што не се знае какви ќе бидат условите на пазарот. Остануваше ова година да видиме што би се дешавало со пласмот, бидејќи знаеме дека на поисточниот дел на Македонија, односно горе Малешевијата, оваа година е во лоша, катастрофална лоша состојба. Значи има големи измрзнувања, потоа ги погоди исто невреме со град некои олуи, така да таму количините или површините се уништени скоро и запоставени, бидејќи во земјоделието со еден мал кикс се одма спаѓаш на дното. Поголем дел од годинашниот род ќе заврши на рускиот пазар, а дел ќе биде наменет за домашната конзервна индустрија. Најголем дел, како и секоја година, значи е познато дека оде за Русија. Меѓутоа ќе пробаме ова година некои мали количини, до 50 на тона да направиме некој готов производ, дали тоа ќе биде компот, дали ќе некои мали количини на значи такви, готови производи кои што ќе бидат во пастеризација. Во земјоделската задруга овоштар во Аргулица, сината слива од сортите Стенли, Чачанска родна и Чачанска рана е застапена на 30 на хектари со тенденција на зголемување, бидејќи се покажало дека само со една овошка нема просперитет. Состанок на советодавната група на граѓани во Берово со цел превенција и заштита од пожари на шумите на отворени простори. Надлежните институции спремни и екипирани за летните горештини. Надлежните во Берово превземаат превентивни мерки за заштита од пожари на шумите и отворени простори. Советодавната група на граѓани одржа состанок на кој на дневен ред беше превенцијата од пожари, односно подготвеноста на институциите при евентуален случај на пожар. Да си ја видиме подготвеноста и спремноста
во случај на појавување на пожари сега на овие високи летни температури, дали сите институции се спремни и можеме многу брзо да интервенираме, зашто брзата реакција, брзата интервенција при гаснењето на пожар за некаде 50 до 60% го зголемува успехот на гаснењето на пожарот, тоест го намалува ширењето на пожарот на отворено. Мислам дека денес ќе се донесат заклучоци, кои заклучоци ќе бидат почитувани и сите институции ќе ги спроведуваат заедно со полициска станица од општа надлежност, заедно со шумската полиција, заедно со Центарот за управување за кризи, нашата територијална противпожарна единица и тука е здравствениот дом од Берово. Во случај на потреба на излегување на терен, тие секогаш не пратат. Тука се представници од собствениците на приватни шуми, кои тие се најчести посетители, најповеќе се движат во шумските предели на општината и се разбира тука се инспекторите кои секогаш треба да излезат благовремено на време да извршат проценка во случај на опожарени површини. И тука се присутни сите институции кои се релевантни чинители за заштита и превенција на шумите и отворените површини за пожари, со моја констатација, лична констатација, дека на повеќе од таквите состаноци, па и на овој кој е доста битен, не присуствува председателот на Советот на општина Верово, кој и тој член на Советодавната група на граѓани. Советодавната група на граѓани е тело кое е формирано од представници на општинските институции, представници од секторот за внатрешни работи, оддел за превенција, представници од локалната самоуправа и група на граѓани, кои во рамки на проектот соработка помеѓу полицијата и локалното население, имплементиран од страна на ОПСЕ, има за цел да действува превентивно и да ги решава проблемите на локално ниво. Во рамки на топлиот културен бран на празникот Илинден во Делчево, општина Делчево во соработка со Министерството за култура организираат низа настани, меѓу кои полагање на свежо цвеќе на споменикот на паднатите борци и споменикот на Гоце Делчев и културен настан во вечерните часови. Во рамки на манифестацијата Топол културен бран 2016 година, општина Делчево во соработка со Министерството за култура на Република Македонија на големиот македонски празник 2 август организира концерт под наслов Илинденски празнувања во Делчево, кој што ќе се одржи со почеток во 20 часот и 30 минути на летната сцена во градскиот парк во Делчево. Специјални гости по овој повод ќе бидат Сузана Спасовска и Ванчо Тарабунов, доајени на македонската народна музика, како и членовите на културното уметничко друштво Никола Јонков Вапцаров од Делчево. Во Пробиштип вчера вечер започна фестивалот на пивото, скарата и добрата музика. Минатата година беше настан на годината, а годинава општината се потруди да ги задоволи дури и најприбирливите вкусови. Со една цел да направиме во текот на летниот период на граѓаните на нашата општина пред се, меѓутоа и на граѓаните од целиот регион да се чувствуваат убаво, пријатно, да се дружат на еден убав начин. Имаме прекрасни изведувачи, беше на почетокот Кате и Нели Тиреков, IQ, Тијана Дапчевич, утре исто така имаме АЦ и ОЦ, го имаме прекрасниот настап на групата Љубојна, меѓутоа и прекрасната група Супер Хикс. Сакаме да ги опфатеме сите категории на граѓани, да бидат присутни овде на едно место, да покажат една кохезија, еден начин на дружење во урбана средина и се надевам дека тоа ќе ни успее како и минатите години. Ова година мислам дека посетеноста ќе биде најголема.
Православните христијани денес го празнуваат споменот за светата великомаченичка Марина. Според народното верување, света Марина пали и казнува со оган, па затоа на овој празник народот не работел полујоделски работи. На овој начин се заштитувале од пожари и огнови. Во едноденешниот ден се смета за најтопол во годината. Предпоследните 3 дена од овој месец во народот се познати како горешници. Денешниот ден се смета за најтопол ден во годината и е посветен на светата маченичка Марина. Таа е родена во Антиохија од родители незнабожци, но тоа не било причина подоцна својот живот да го посвети на Христа. Одлуката дека никогаш нема да се мажи ја подложила на тешки маки и била осудена со казна затвор. Во големи мајки во затворот таа се молила на Господ Исус Христос, најнапроти дошло искушение, односно ѓаволот во вид на змија, но потоа Господ Исус Христос си се јавил и кажал да истрае во својата вера и дека ќе биде спасена и овенчана со неовенли венец. Била посечена од незнабожците и после нејзината смрт врз нејзините мошти се случувале големи чуда. Празникот во чест на великомаченичката Марина или Огнена Марија народот го сметал за тежок празник. На овој ден и претходните два обичај било народот да не работи никакви полјоделски работи. Луѓето на овие денови ги сметаат за тешки празници, не работат како како заштита од евентуални пожари, удари од гром со кои би можеле да им ги уништат посевите, како и домаќинствата. Трите денови горешници порано служели и за претскажување на временските карактеристики на предстојната зима. Прогласувањето за светица на светската хуманистка мајка Тереза Република Македонија ќе го одбележи со низа настани што се подготвуваат на достоинствен начин. Првичните информации најавуваат дека во Скопје, родниот град на мајка Тереза, ќе биде приредена татковинската прослава, насловена како месец на светата мајка Тереза, проследена со богата програма на активности и манифестации. На 4 септември, кога папата Франциск во Ватикан ќе прогласи мајка Тереза за светица, во капелата на незината спомен куќа во Скопје ќе биде одржана свечена свет. Во чест на канонизацијата на мајка Тереза во септември ќе бидат одржани повеќе емисии во католичката црква, изложби, концерти, прикажување на филмови за животот и делото на светски познатата мисионерка. Во Македонската академија на науките и уметностите ќе биде одржана свечена академија, како и пригодна академија на филозофскиот факултет во Скопје. Во инцидентот што доцна синоќа се случи на плоштадот Захир Пајазити во Приштина, каде се одржуваше 6-тото издание на манифестацијата Пивофест, повредени се повеќе од 40 лица. Информацијата ја потврди портпаролот на косовската полиција Баки Келени. Во клиничката болница помош побарале повеќе од 10 лица. Повеќето од нив се повредени при бегање од создадената паника. Има и лица кои побарале помош поради вознемиреност. А за сега има потврда дека со огнено оружје повредено едно лице во пределот на ногата, изјави Келени. Инцидентот се случил околу 23 часот на самиот почеток на манифестацијата, кога се слушнало пукање од огнено оружје, кое создало голема паника меѓу присутните, кои бегале панично на сите страни, барајќи објект каде да се засолнат. Во таа панична атмосфера предизвика најголема материјална штета. Бројни полициски сили и многу амбулантни возила веднаш пристигнале на плоштадот. Беше вистинска војна, најстрашно беше кога слушнав: Господе, помогни ни. Мислевме дека е терористички напад, имаше и деца кои бараа помош, жално раскажува очевидец. Најмалку 60 лица се повредени во синокешните судири меѓу полицијата и повеќе илјади подржувачи на опозицијата во Ерван, кои се пренесени во 5 болници во главниот град, изјави портпаролката на Ерменското министерство за здравство. Во центарот на Ерван синоќа се собра над 4000 лица, а неколку стотици од нив тргнаат кон зоната на преземната полициска зграда. Полицијата употребила шок бомби за да ги растера демонстрантите. Други 5 напаѓачи беа повредени во претходна престрелка со полицијата. 6 се хоспитализирани, а 2 добиваат медицинска помош во зградата која под нивна контрола од екипа на брза помош, која е киднапирана по низиното пристигнување.
Нешто по полноќ земјотрес со сила 4,3 степени според Рихтеровата скала го погоди Сараево. Според податоците на Евромедитеранскиот центар за сеизмологија, земјотресот е забележан 38 минути по полноќ. Епицентарот е регистриран 39 км источно од Сараево, во околината на Пала на длабочина од 10 км. Драмањето го почувствувале жителите на Сараево и околината. Кога се случил овој потрес со силна јачина, многу стари и неквалитетни градби биле оштетени. Иако за утре беше најавен фудбалски надпревар во рамки на подготвителните надпревари пред стартот на прволигашката фудбалска сезона, сепак се откажа надпреварот кој Брегалница од Штип требаше да го одигра со тимот на Македонија Ѓорче Петров. Повредите со кои се здобија Велинов, Темелков и Нацев беа пресудни Штипска Брегалница да не ризикува и да ја откаже средбата со Македонија Ѓорче Петров на неодредено време. Од она што е познато пред стартот на новата сезона е тоа што Штипска Брегалница го пријави теренот во Кочани за прволигашките средби, но таборот на Штипјани очекуваат дека може да се случи по петото коло Брегалница да продолжи да игра и на теренот во Пекчево. Причината за играње фудбал надвор од Штип е позната одамна, а тоа е реконструкцијата на градскиот стадион во Штип. Инаку од она што сигурно е познато, тоа е одржувањето на жребката за распоредот на надпреварите за почетокот на новото првенство. Жребка која ќе се одржи во понеделник. Надпревари од кои Брегалница, ако се суди според досега прикажаното во подготвителните надпревари, ќе биде тим кој би требало да обезбеди пласман во горниот дел на првенствената табела. Десното крило на Вардар Јованка Радичевиќ е избрана за најдобра ракометарка во регионот во гласањето на реномираниот ракометен портал Балкан Хендбол. Во идеалниот состав се најдоа вкупно 3 ракометарки од црвено-црните. Меѓу нив и Амандин Лейно, голманот на Вардар, средниот бек Андреа Лекич, како и десното крило Јованка Радичевиќ. Ракометниот портал Балкан Хендбол овој избор го прави секоја година, а во изборот гласаат новинари од повеќе земји и посетители на сајтот. 10 ракометарки на Вардар се најдоа во изборот, а 3 од нив влегоа и во идеалниот состав. Причината Радичевиќ да биде избрана за најдобра ракометарка во регионот за 2016 година е бронзата освоена на F4 турнирот во Лигата на шампионките, како и пласманот со незината репрезентација на Црна Гора на Олимпијадата во Рио, каде ќе го брани среброто од Лондон. Таа во изборот освои вкупно 31 бод, еден повеќе од Катерина Булатовиќ од Будуќност и Андреа Лекич од Вардар. Инаку во изборот на Балкан Хендбол уште се најдоа и Ина Суслина, Цираба Дембеле, Андреа Пенезич, Сања Дамјановиќ, Барбара Лазовиќ, Андреа Кликовац и Ања Аутхаус. Ова беше се за вториот дневник на Канал Плюс телевизија. Довидување до 23 часот.